Телефонскиот број на Томовски стои испишан на семејната фирма City Outsourcing, за која вчера од СДСМ обвинија дека добила 161 тендер во вредност од 5,3 милиони евра. И денеска од партијата излегува со нови податоци за директорот на Созара. Томовски пак продолжува да ги негира тврдењата од партијата. Меѓу телефонските броеви кои што се наведени во оваа семејна фирма, City Outsourcing, е и овој број 078 362 710. Го проверивме овој број и погледнете чија фотографија излегува. На Ивица Томовски. И на денешните обвинувања директорот на Созара испиша реакција на својот Facebook профил во која повторно ги негира тврдењата од партијата, нагласи дека следи тужба. Јас не сум собственик, не приходувам и немам никаква директна врска со споменатата компанија. Досега не чув каков криминал сум направил, ниту пак видов докази за тоа. Во тоа нивно растурање пердуви, вчера жигосаа уште една домашна компанија која не е моја, а денеска јавно го објавија мојот телефонски број кој е познат на сите кои ме познаваат. Од она што може да се види во моментов на страницата на компанијата City Outsourcing, бројот на Томовски не е испишан, но на страните кои прибираат податоци за компании во полето за контакти стои неговиот број заедно со другите два кои се на официјалната страница на City Outsourcing. Исто се јавува и на Златна книга. Вчера од СДСМ излегува со обвинување дека семејната фирма на директорот на Созара, Томовски, добила 161 тендер во вредност од над 5 милиони евра од државни институции и општини водени од ВМРО ДПМН, дека се работи за компанијата City Logistic, чиј собственик во моментот на основање е Витомир Томовски, татко на Ивица Томовски, а управител Слободан Кутановски, за кој вела дека е нивни близок роднина. Но дека потоа името на фирмата се менува во City Outsourcing, а има иста адреса, ист матичен број на субјект. Од податоците пак на бизнес мрежа може да се види дека како собственик и управител на City Outsourcing се јавува Милчо Стрезовски, а Витомир Томовски како собственик се брише на крајот од 2022 година. Според податоците, тој не фигурира како собственик на други компании. Пред 2 дена председателот на СДСМ Филипче најави нов пакет бомби со кои ќе обелоденат скандали за злоупотреби на европски фондови и програми и тендери поврзани со владеачката партија.